Вести на Канал 8. Добар ден. Во општина Кочани ќе се реализира проект преку кој привремен работен ангажман ќе им се обезбеди на ниско квалификуваните лица. Со проектот тие ќе извршуваат јавни работи за комунално уредување, зашто ќе добијат паричен надоместок. 12 ниско квалификувани лица од Кочани, кои се евидентирани во Агенцијата за вработување, од понеделник ќе бидат ангажирани за вршење јавни работи во комуналното предпријатие Водовод. Нивниот ангажман е за период од 22 работни дена, по 4 часа дневно и ќе извршуваат работи од комунален ред и одржување на парковите и зеленилото. Средствата во висина од 8.800 денари по лице се одобрени од Агенцијата за вработување. Лицата се вклучени во проектот за вршење јавни работи преку Агенцијата, а носител е Општина Кочани. Градоначалникот Никол Чуилиев на средбата со првата група ангажирани лица го нагласи значењето на проектот како можност за следни работни ангажмани на ниско квалификуваните кадри во општината. На есен, Општина Кочани ќе има можност да аплицира за ангажман на уште 20 лица за вршење јавни работи. Кочани е дел од националната кампања за подигање на јавната свест за згрижувачки семејства. По тој повод, идната недела ќе се реализира промоција на кампањата, чиј носител е Министерството за труд и социјална политика во соработка со УНИЦЕФ. Министерството за труд и социјална политика ја реализира националната кампања на секое дете му е потребно семејство, во која се опфатени општините во целата држава. Целта на кампањата е да се мобилизираат што повеќе семејства и да се поттикнат граѓаните да станат згрижувачи на деца без родителска грижа. Тоа треба да им помогне на овие деца да растат безбедно изгрижени во семејства и да ги уживаат сите права согласно подпишаните меѓународни конвенции и постоечката законска регулатива. Во кампањата вклучена е и Општина Кочани, а во рамки на активностите, во вторник на 26 јуни, со почеток од 15 часот на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, ќе се одржи соодветна презентација. Целта на настанот е јавноста во Кочани да се запознае со процесот на деинституционализација со мобилизирање на згрижувачки семејства. На присутните ќе им се обратат градоначалникот на општината Никол Чуилиев и представникот од УНИЦЕФ Бенџамин Перкс. Исто така, презентација на темата ќе има и директорката на Центарот за социјални работи Сонја Андоновска. Како активни згрижувачи, свое лично искуство на презентацијата ќе споделат и Ленча Амедова и Ацко Незировски. Виница и Чашка се првите општини во Македонија во кои започнува процес за преадаптација на постоечките центри за стари лица во клубови за активно старење. Постоечкиот дневен центар за стари лица во село Истибања ќе се преадаптира во клуб за активно старење, кој ќе биде во целосна функција на околу 250 стари лица во селото. За таа цел деновиве се остварија неколку средби меѓу Министерството за труд и социјална политика, Организацијата Хуманост и Македонската платформа за сиромаштија. Всушност тоа представува исполнување на Мадридскиот план за активно старење и заложбите на Министерството за труд и социјална политика, да ваквите дневни центри имаат план и програма кои што ќе ги инволвираат покрај нивното дружење, ќе им дават многу можности за и активности кои што ќе бидат направени по имплементирање на овие центри за активно старење. Ова е првичен состанок, меѓутоа во периодот кој што следи ќе го преземеме искуството од Босна и Херцеговина како земја кој што ги има имплементирано овие центри за активно старење. Значи ќе не дојде консултант од Босна и Херцеговина кој што ќе ги посети центрите, ќе направи план и програма. Дали и како можеме да ги имплементираме овие активности кои што и овие дневни центри од Сараево во Македонија. Значи во првата пилот активност на Македонската платформа против сиромаштво и проектот кој што е поддржан од УНФПА ќе бидат дневните центри во Чашка и во Виница и се надеваме дека во периодот овие два центри поддржани од УНФПА и Министерство за труд и социјална политика ќе бидат пример за останатите општини, значи во втората фаза да можеме да го преземеме искуството од овие два и да го пренесеме во другите региони во Македонија. Активноста е поддржана од УНФП и покрај имплементирање на овие центри за активно старење
Ќе бидат направени протоколи за пружање услуги, обуки, со цел да биде објаснето како понатаму ќе функционираат овие дневни центри, како и да се слушнат проблемите на граѓаните кои ќе се вклучат во овие дневни центри. Заедничкиот проект треба комплетно да ги заживее овие центри, да бидат институции кои квалитетно ќе го исполнуваат животот на луѓето од третото доба. Наредната недела се очекува да почне асфалтирањето на неколку улици во општина Зрновци. Ќе биде реализирана и активноста проширување на мост на Зрновска река. Средствата се обезбедени од буџетот на општината. Крак од улицата Маршал Тито во Зрновци и крак од улицата Стамен Ангелов во село Видовиште ќе добијат асфалт. Жителите на овие улици конечно нема да газат по кал и прашина. Градежните работи за нивна изградба ќе започнат за неколку дена, истакна градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Средствата за нивно асфалтирање се обезбедени од буџетот на општината Зрновци. Во селата Зрновци, Видовиште и Мородвис остануваат за асфалтирање уште неколку улици, но Станков вели дека бара трпение од страна на жителите за неасфалтираните улици, бидејќи општината обезбедува средства од сопствениот буџет, па асфалтирањето оди етапно и полека. Освен асфалт на овие две улици, за неколку дена ќе почнат и активностите за проширување на еден од мостовите на Зрновска река. Со ова ќе се овозможи отежнатото движење по тесниот мост да стане минато за жителите кои што секојдневно минуваат оттаму. И за оваа активност општината обезбеди средства од сопствениот буџет. Во иднина вакво проширување, вели Станков, ќе добијат и останатите мостови на Зрновска река на кои што е потребно. ...2850 основци и 1400 средношколци од Кочани го комплетираа успехот од завршена година. Им беа врачени свидетелствата. Раководните лица на училишните установи во Кочани воглавно задоволни од тоа како помина и оваа 2017-2018 учебна година. Со врачување на свидетелствата на учениците и официјално заврши учебната 2017-2018 година. На 1400 средношколци и 2850 основци им беа врачени свидетелствата за завршена година. Сите задоволни од постигнатиот успех велат оценките се постигнати со труд и учење. Јас сум Еги Ѓоргиева, доаѓам од училиштето Свети Кирил и Методеј и завршувам 7 оделение. Како си задоволна еве од годината што измина и дали имаш петки? Па задоволна сум и да, имам петки. Сите ми се. Да, добро. Дали имаше многу учење, дали имаше и дружба со наставниците, со... Па имаше дружба, се сложувавме, учење немаше многу, не беше тешко. Лесно, помина. Сега што очекуваш од летниот распуст, дали имате многу за читање книги? Па имаме лектири, ама задоволство ми е да читам. Знам дека ќе биде потешко од 7, затоа што по година напред и ќе се потрудам повеќе. Јас се викам Лорета Јованова, доаѓам од основното училиште Свети Кирил и Методеј. Денес ни ги доделуваа свидетелствата. Задоволни сме од цела година и со повеќе успех наредната година. Раководните лица на установите воглавно задоволни од тоа како помине учебната година, од успехот на учениците, поведението и дисциплинираноста. Учениците истакнаа дека воглавно се задоволни од реалноста на оценувањето на наставниците и дека секоја година се чини потешка од претходната, но трудот се исплатува, па освен талент за одредени предмети, потребно и труд и учење, велат учениците. Викендов Кочани ќе биде домаќин на 2 настана од областа на автомобилизмот. По 10 годишна пауза повторно ќе се вози ридско-бразинската трка на патот кон Пониква, а за сабота е најавена изложба на олтајмери од моделот Буба на Volkswagen. Викендов на патеката кон Пониква во должина од над 6 километри ќе се вози авторели трката Кочани 2018. Надпреварот на кој ќе учествуваат 25 учесници во 7 класи е дел од првенството на Република Македонија, а организатор е автоклубот Примо АВЈ од Скопје со техничка подршка на Сдруженијето на возачи од Кочани и неколку компании, а под покровителство на општина Кочани. Свеченото отворање е закажано за недела во 12 часот и 30 минути, а в сабота од 9 до 13 ќе се реализираат подготовките. Прогласувањето на победниците е предвидено за внедела во 17 часот. Овој автомобилски надпревар се враќа во календарот на надпревари од шампионатот на Република Македонија под 10 години. Поради одржувањето на автотрката,
В сабота и недела ќе биде затворен за сообраќај патот од Кочани кон Пониква на потегот од градската депонија до шумската кукичка Пашаджиково. В сабота, кога се подготовките за трката, прекинот на сообраќајот ќе трае од 11 до 17, а в недела од 9 до 17 часот, кога се очекува трката да заврши. В сабота пак, на 23 јуни, на големиот паркинг кај трговскиот центар во Кочани, ќе се одржи изложба на автомобили од моделот Volkswagen. Пред кочанската јавност ќе бидат представени 50 модели на популарната буба од цела Европа. Организатори на настанот се Александар и Владко Јовановски од Кочани, кои веќе по 4-ти пат приредуваат ваква презентација на возила кај нас. Настанот ќе трае од 12 часот и 30 минути до 15 часот, а во тој период ќе биде затворен за сообраќај потегот на улицата од Крушарскиот мост до шопинг центарот. Следува информацијата од спортот. Во тек се подготовките за одржување на традиционалните илинденски спортски игри во Чешиново. Како и досега, ќе се организираат надпревари во фудбал и шах, а рокот за пријавување на екипите веќе тече. По 46-ти пат местната заедница на Чешиново ќе биде организатор и домаќин на илинденските спортски игри. Манифестацијата ќе започне на 1 јули, а завршницата вообичаено ќе ја има на големиот македонски национален празник Илинден на 2 август. Централно место на игрите, кои имаат и повеќе децениска традиција, вообичаено е турнирот во фудбал, на кој учествуваат екипи од Чешиново, Облешево, но и останатите општини во регионот. Како и во минатата, во плани и годинава да се организира и шаховски турнир, додека надпреварот во велосипедизам ќе изостане како и во изминатите години. Организаторот на спортските игри веќе го испрати повикот до сите местни заедници во источниот регион да ги известат заинтересираните спортски екипи од нивните места да го пријават учеството по пошта или телефонски. Истото ќе можат да го сторат и на договорниот состанок што ќе се одржи в недела на 24 јуни во просториите на општинската зграда во Чешиново. Вообичаено досега имаше голем интерес меѓу спортистите, па се пријавуваа и по 20 на фудбалски екипи. Вообичаено досега имаше голем интерес меѓу спортистите, па се пријавуваа и по 20 на фудбалски екипи, поради што се формираа и елиминацијски групи. Токму на споменатиот состанок в недела ќе се договараат деталите за овогодишните илинденски спортски игри, при што Организацијскиот одбор наведува дека доколку некој од учесниците навремено не достави известување за учеството, ќе се смета дека се откажува од надпреварувањето. Почнувани, временската прогноза беше последната информација во ова петочно издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.